Почитувани, пред речиси еден месец градоначалникот на Струмица, господинот Зоран Заев, со цел да докаже дека е во право во врска со постапката за изградбата на бензинската станица на Ангел Петрол, се закани дека ќе поднесе кривична пријава против мене. Бидејќи до денеска таква пријава нема, а нам ни се скратени можностите да ги изнесеме нашите аргументи, решивме со пресконференција сите факти да ги предочиме на јавноста за граѓаните да можат самите да пресудат. Не е вистина дека маркица за бензинска пумпа во 2005 година се издавало врз основа на архитектонско-урбанистички проект. Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, изработката на детален урбанистички план е задолжителна, а само во случај кога на една парцела се предвидува повеќе објекти, се изработува и архитектонско-урбанистички проект. Не е вистина дека локацијските услови за таа парцела се издадени уште во 2005 година врз основа на архитектонско-урбанистички проект изработен од фирмата Вектор 90 Струмица. Господинот Заев во 2010 година му овозможил на Алма Комерц од Неготино да гради бензинска пумпа на начин спротивен од законот. Набргу, по препродажбата на парцелата од собственост на неговата фамилија, му издал решение за локацијски услови број 16/242 од 30.4.2010 година, за што сведочи и овој документ, каде што потпишан е господинот Зоран Заев. Дозволата е издадена врз основа на архитектонско-урбанистички проект број 2447, изработен од Дизајн центар инженеринг Кавадарци, пред донесување на детален урбанистички план во февруари 2011 година. Господине Заев, ве поканувам лично да кажете уште колку вакви парцели за бензински пумпи или други потреби на вашиот клан имате издадено во вашиот 8-годишен мандат. Почитувани граѓани, ова е уште еден пример за тоа како кланот Заеви се богати на сметка на општина Струмица. Зоран Заев е добар ученик на Бранко Црвенковски. Злоупотребите на градоначалникот Заев им ги предочуваме на граѓаните на општина Струмица со цел самите да пресудат, заради што поддршката на Зоран Заев се топи од ден во ден.